Почитувани гледачи, ја гледате рубриката Нашите градини, а овој пат ќе ви прикажеме една ексклузивна градина во местноста Стопански двор во Волково. Авторот на оваа градина е Јовица Трајковски. Од вашата лева страна имаме еден тревник кој се протега на некои си 70-80 квадрати, кој има една добра чистина, каде што тука можат и децата да се играат, а и да се извршуваат и други работи. Тоа е чиста површина, од страните посадена со овие топчести туи глобоси, како и према зидот се поставени таксуси бакати. Во овој дел од градината имаме насадено фотинија која веќе е на некој начин и жива ограда, а во долниот дел имаме лаванда која е веќе прецветана, но и многу добро скроена. Тука имаме и други садници кои сега ќе ги видите и кои се многу добро уклопени во овој дел од градината. Во овој дел од градината посаден и овој булевард со оваа прекрасна плава зеленкаста боја кој двои од позадината и дава еден контраст на бој. Во неговата позадина е посадена оваа скимија, која е доста ретка во нашите градини. И тука имаме и еден прекрасен примерок на уреа Нана, која исто така со својата светло-зеленкаста боја двои од самата позадина и така во овој дел е направен еден добар колорит на бој. Во левиот дел покрај самата куќа имаме насадени ниски растенија како што е луницерата, тука е мајчината душица, еден прекрасен преубав таксус и позади е стриктата која е оформена во топиариум стил. Во овој дел од градината покрај самата куќа насадени се два купресуса Семпре Виренс, кои инаку попознати се кај нас како чемпреси, и тие се една паралела на стубовите на самата куќа и формираат една порта. Интересно за овој чемпрес е тоа што тој е оригинално македонско производство, произведен е кај авторот на градината од едно многу мало семче во 2004 година до сега, значи тоа се полни 9 години. Тоа е во многу добра форма, постојано се одржува и ова е еден пример дека и кај нас во Македонија може да се одгледуваат вакви растенија, може да се одржуваат и да имаме навистина вакви репрезентативни форми на дрва. Од вашата десна страна се наоѓа овој прекрасен алпинум, кој е создаден од растенија како што се пинус мугопумило, буксуси, разни видови на јуниперуси, туја ренголд, тука и црвениот јавор, глауки коники, евнимуси и други миниатурни растенија кои најчесто се вградуваат во вакви алпинуми. Од вашата десна страна, овдека позади мене е оваа прекрасна садница на каталпа, која е оформена со калемење, но исто така треба да се каже за незе дека е едно специфично дрво кое оформува многу убава крошна, но сепак некогаш знаат да бидат нападнати од штесници, па затоа и треба со време да се третира. Со нашава овдека не е тоа, не е примерот таков, навистина е многу добро одржувана и навистина е еден прекрасен украс во овој дел од дворот, кој е со древна површина, а во позадината ја имаме оградата од туи смарагди, која навистина е репрезентативна и прекрасна. Тие се навистина многу добро зафатени, скоро сите се идентични со една иста големина и форма, значи напредувале скоро исто еден по еден. Во преден план ја гледате пицејата, инаку елка, која се користи во новогодишните божикни празници за китење и таа се наоѓа во централниот дел од дворот во самиот тревник. До мене тука е овој прекрасен саликс, инаку калемен тип на врба, а до самата патека посадени се мини ружи во неколку бои. Сега ќе ви го представам делот пред летниковецот, каде што е настадена една прекрасна калинка со многу добра форма, која се уште и треба време да се развие.
До самата калинка имаме една трска, пампас, кој не е се уште во полна форма, значи тој може да биде уште побоен и со еден пампурес плод. До пампасот насадена е ауреа нана со многу убава форма, со многу убава боја, која многу добро и одговара ова место и многу добро се развива. Сега тука е и еден од најубавите украси во оваа градина, а тоа е фонтаната изработена со моите раце, значи Алојс Фонтани. Направена е од природен камен, во натур стил со неколку водопади. Самото езеро е обликувано со камења кои се наоѓаат на нашите простори. На незе се насадени растенија, како што се тие миниатурни буксуси во форма на бонсаи. Тука се миниатурните борови, Pinus mugo pumilo, понатаму имаме юниперуси во Old Gold, во Blue Star боја, па имаме еден дел кој веќе е доста густ и со време ќе треба малку да го проречиме, но сега за сега добро и вака. Во самиот продолжеток на фонтаната имаме една миниатурна црквичка со камбанарија која со својата големина и со местото кое го зафаќа и дава една големина на фонтаната во самиот простор. А сега се наоѓаме во овој прекрасен летниковец со шанка направен во етно стил, каде што има предмети многу стари кои се користеле во македонските домаќинства од давнешни времиња. Тука се разни предмети како што се на пример ѓуѓуми, метални чаши, грниња и разни работи од нашето минато, и вака е уредено по желба на сопствениците Владко и Оливера Младеновски, кои ги поздравуваме што не примија во нивната градина, да ја уснимиме. Сега јас ќе се напијам една чаша ладен портокалов сок. Ви благодарам што ја гледавте и оваа емисија на Гарден Клуб Градини. Гледајте не и следната сабота во 12:30 часот. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.